Почитувани, добар ден. Додека речиси секој во државава се обидува да придонесе за надминување на ситуацијата со коронавирусот, владата фатена во нов скандал. И покри тоа што има забрана за патување во странство, во екот на пандемијата, во периодот од 17 до 20 март оваа година, Шеќеринска преку Министерството за одбрана потрошила 1 милион и речиси 43.000 денари на патување. Во истиот овој период, за само 4 дена, за репрезентација, ручеци и ресторани, Министерството за одбрана со кое раководи Шеќеринска потрошило дополнителни речиси 362.000 денари. Додека македонските доктори немаат маски, немаат респиратори, Министерството со кое раководи Шеќеринска тие пари ги троши на патување и ручеци. Додека Заев ќе крати плати на работници, Шеќеринска троши на ручеци и патувања. Кризата на површина ги извади недостатоците на државниот систем. 3 години ни убедуваа дека блескаме, за само 3 недели буџетот доживее колапс. Сосема е погрешно неспособноста на владата да се прекрши на грбот на работниците во администрацијата. Мерката на Заев за така наречената урамниловка на примањата на функционерите, министрите и раководителите со примањата на работниците во администрацијата е погубна и неефикасна. Урамниловката на платите на функционерите со платите на работниците е сериозен удар за работниците, но и за здравото ткиво на економијата, кој е непогодено од кризата, затоа што во промет ќе има помала потрошувачка, а со тоа и помалку пари. Со мерката кратење на плати во администрацијата, Заев практично го осудува на глад, осудува многу семејства, затоа што потрошувачката кошница за минатиот март изнесувала 32.852 денари, а со плата од 14.500 денари, каква што предлага Заев, не може да се подмират ниту основните трошоци, а не пак да се плаќаат сметки за струја, вода, други трошоци, а дополнително на тоа да не ги забораваме трошоците за кредити на едно семејство, кои што најчесто сите ги имаме. Министрите може да живеат комотно, но не и граѓаните. Заев осудува на пропаст и банкрот многу семејства. На пропаст и банкрот ја осудува целата економија и затоа јавно го повикуваме да се откаже од намерата за така наречената урамниловка на платите на функционерите со платите на работниците во администрацијата. Бараме подитно да се примени антикризниот план кој го предлагаме, а кој се состои од 8 чекори и тоа. Под 1. Државата да покрие 50% од бруто трошоците за вработени по основ на нето плати и придонеси, а не само нето плати како што предлага СДСМ. Под 2. Целосно да се замрснат плаќањата на рати по основ на отплата на главнини и камати на граѓаните и бизнисот кон банките и заемодавателите. Под 3. Владата да се откаже од непродуктивните трошоци од буџетот и да овозможи безусловна и интензивна реализација на капиталните инвестиции. Под 4. Владата да го покрие транспортниот сектор со укинување на плаќањето на патарина и царински давачки, како и да донесе одлука за укинување на сите давачки, царински и даночни, за набавка на здравствени маски, медицински препарати и уреди потребни за справување со коронавирусот. 5. Аконтацијата на данокот на добивка за месеците април, мај и јуни да биде одложена, а за истово треба да се примени за ДДВ-то за месец март, кој се плаќа до крајот на месец април за дејностите погодени од кризата. 6. Итно и целосно прекинување на непродуктивните трошоци за времени вработувања. 7. Да не се прави, односно да се откаже владата од урамниловката помеѓу платите на функционерите со платите на работниците во администрацијата. И 8. Веднаш да се обезбедат средства во висина од 1 милиарда евра, за да нема негативни последици врз компаниите и стандардот на граѓаните, од кои 600 милиони евра преку средства од Светска банка, ММФ и странски банки и 400 милиони евра преку државни харти од вредност кои ќе ги издаде Министерството за финансии со претварање на пасивниот капитал во актива. Почитувани граѓани,
сосема на крај, една порака до власта. Во овие 29 години поминавме низ транзиција, криминална приватизација, воен конфликт, светска, економска и европска должничка криза. И никогаш, ама апсолутно никогаш, немаше кратење на пари на работниците, односно на граѓаните на Република Македонија. Затоа, баталете го пиарот и посветете се на здравствениот систем и економијата. Ви благодарам.